Благодарам. Следна за збор се јави Антони Пешев, представник на Стопанска комара. Благодарам, председателе. Почитувани членови на Националниот совет за евроинтеграции, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани пратеници, гости, ви благодарам многу за можноста да се обратам денеска на оваа седница на Националниот совет. Се отвори една многу чудна дилема, дали на Македонија се потребни реформи и беа поврзани со нашиот понатамошен процес на интеграција. И ја морам да кажам дека ми е жал што заминува министерот, ќе го пренесам тоа лично. Мислам дека он треба да продолжи во правец на реформите и не со таа брзина, него што двојно поголема брзина. Не заради тоа што на Македонија требаат реформи само заради влез во Европската унија, него заради тоа што на Македонија требаат реформи веднаш заради функционирање на државата како функционално тело. Затоа што нас ни се случува дека повеќе од 20 на години се будиме во истото утро, со истата скоро шема, без можност да ни се промени нешто. Ако се сеќавате на еден симпатичен филм во кој на човекот му се повторуваше денот секоја сабајле од ново. И мислам дека денот на мраморецот, тоа е мрвота. Јас така се чувствувам во оваа држава и јас мислам дека тоа треба да го направиме веднаш. Ние сме единствената држава во светот во кое ако нешто не е регулирано, тогаш тоа е забрането. Секаде во светот, ако за да биде нешто забрането, треба да биде регулирано. Значи само тоа што е регулирано, тоа е забрането. И заради тоа сме влезени во замка која во овој момент ја става администрацијата над секоја иницијатива која постои во државата. Не слушнав до сега, покрај она што судството ни е уочена состојба за што ја не сакам да говорам, тоа више не знам кој све не го кажува. Мислам дека клучниот сегмент во оваа држава е да пробаме да се извлечеме од канџите на администрацијата која не гуши жестоко. Јас мислам дека имаме предимензионирана администрација, која има премногу силни овластувања, која додатно на целата работа си дозволува да покрај законските права кои ги има, ги надополни со уредби кои немаат законска важност, а ние сите ги имаме незаконски намети кои мора стопанството и државата генерално да ги плаќа, а не се ставени во ниту еден закон. Вие знаете дека имаше еден процес на гилјотина. Мислам дека државата е спремна повторно уште еднаш да помине низ своите закони, да види каде се државата е заглавена. Говориме за потребата за работна сила. Во овој момент, наместо да размислуваме само за тоа од каде ќе донесеме нова работна сила која е потребна на државата, морам да кажам дека мораме да го искористиме моментот во кој Европа, па ако сакате и Америка, не се наоѓа во најдобра економска состојба и во која имаме сигнали дека младата генерација би ни се вратила назад и да направиме максимални напори да го искористиме моментот, да направиме специјална регулатива која ќе им дозволи да се вратат назад. Ке речете, ние сме отворени и се, не е така. Кој пробал да го врати детето назад, ќе свати дека тоа е скоро невозможно. Прво заради тоа што имаме ригиден систем за визи и визен режим во кој не дозволува да, ако имат воспоставено некаква фамилиарна врска, а во светот баш не сите влегуваат во брачни води, тие не можат да дојдат во државата, да им овозможиме да средствата или парите кои ги имаат направено од странство си ги донесат и го овозможиме тоа да не биде тајно и со забранети методи, да им дадеме шанса и да ги инволвираме, зашто наместо да запослуваме луѓе кои ги носиме кој знае од каде, без никаква проверка на нивните реални капацитети, можеме да рачунаме на една огромна маса на млади луѓе кои во моментов даваат сигнали дека сакаат да се вратат во државата. И немој да бидеме глуви за таа работа. Зашто го отварам ова? Заради тоа што ценам дека Националниот совет за евроинтеграции е тука да ни помогне како да влеземе во Европската унија, меѓутоа, ако Европската унија овој процес го протера, а јас да ви кажам доволно долго сум у оваа работа, 2012 беше ветено дека ќе бидеме првпат, ќе го почнеме нашиот процес за евроинтегрирање, денеска сме 2025 и немаме абер до
до почетокот на таа работа, оваа држава мора да функционира во меѓувреме. И ве молам да не ги прекинуваме никакво реформите, него да ги мултиплицираме, да ги забрзаме и ако е можно да ги дерегулираме. Заради тоа што мислам дека администрацијата не уби и тоа е главниот извор за корупција, која е една од точките за нашето невлегување во Европската унија. Затоа што кога ќе прифатиме да ги примиме, да ги внесеме бугарите во нашиот устав, ќе се отворат други прашања во кои корупцијата ќе биде многу високо во таа агенда. А корупцијата највеќе од се доаѓа од начинот на кој ги спроведуваме законите и од една масивна администрација за која коморите нон-стоп говорат дека не може да биде во толкав број и мора да биде заменета со нешто друго. Ќе речете со што? Па ќе видите, ако не можеме ние да го направиме тоа, нас ќе не натера реалноста. Вештачката интелигенција за не повеќе од година дена ќе бидеме, се надевам, сите овдека повторно седнати и ќе разговараме за тоа како значаен дел од овие луѓе уствари ќе мора да го менуваат својата работа, инаку ќе бидеме надвор од сите светски случувања. И заради тоа ве молам да продолжиме во овој правец и да го убрзаме овој ток, заради тоа што евроинтеграцијата е прашање број 1, меѓутоа преживувањето на државата е апсолутен приоритет во овој момент и да направиме максимален напор на оваа ситна истоштена економија и помогнеме да излезе од замките, заради тоа што ќе бидеме членки на Европска унија и ќе се осеќаме мизерно и ќе бидеме апсолутно небитни во таа приказка. И заради тоа мислам дека за да не го испуштиме клучниот момент, а ви кажувам сигнали постојат, имаме масовни сигнали дека семејствата се во дилема дали да се вратат до државата, да се фокусираме како тоа да се искористи како субститут на приемот на луѓе од Непал, од не знам од кои све не држави слушнав, да пробаме државата да ја направиме добро место за живење и биле или не биле во Европската унија. Заради тоа што знаете колку пати ми е кажано уште ова и ќе бидеме членки на Европската унија. Па пред промената на името се источкаа сите лидери на сите европски држави со ветување дека тоа ќе се случи. Еве не се случува. Сега една членка не сака да не прими. Која е гаранцијата дека заутре некоја друга членка тоа нема да го направи? Па ние мора да имаме држава функционална која ќе работи и без Европската унија. А зашто сме сигурни дека светот ќе иде во правец на Европската унија? Па Европската унија со десничарските победи на секаде во Европа дава сигнал дека е подготвена за сопствени реформи. Она веќе не функционира како Европската унија што ја познаваме пред 20 на години. Може да се случи да Европската порано се говореше за Европска унија во две брзини, ја ви кажам дека во овој момент во Европа функционираат 6 брзини. Постои Вишеградска група, постои нордиски држави, постои не знам кои све поинаку функционира во таа работа. Имаме држави кои се не членки на Европската унија. Имаме држави кои се не членки на НАТО пактот. Јас мислам дека ние треба озбилно да се сватиме работата и да почнеме да интензивно да работиме точка по точка како оваа држава да направиме добра за нас. А после тоа и како ќе биде прифатено од сите други. Па не можеме да имаме ситуација во која младите луѓе на 18 години викат, една од причините зашто излегуваат од државата е загадениот воздух, лошата здравствена заштита и како се кажа и неможноста да се добие правда во државата. Прв пат во историјата платата се наоѓа на 4-то место. Тоа значи дека ние луѓе имаме сериозна домашна работа овде. Тоа не зависи од тоа дали бугарите ќе ги примиме устав или не. На крај краишта да ги примиме бугарите ако е навистина стварно само тоа причина за да идеме во европскиот проект. Не е така. Ние ќе се најдеме у незгодна ситуација, ви кажувам, јас дневно комуницирам со странци. Ние имаме економија во умирање. Ние имаме земјоделие кое више не функционира. Ние имаме ситуација во која генералните елементи на нашата економија се ставени во озбилна криза. Ќе биде тешко да помрднете, уште една работа сакам да ви кажам. Економијата е као санка која во снег се движи. Додека се движи, лесно ја гурате. Застане ли, не може да мрднете.
Тоа е она што сега во овој момент мислам дека ние треба да се прашаме. Имаме ли капацитет, имаме ли можност да ја направиме државата функционална и без тоа да бидеме членки на Европската унија? Знаете колку ќе чекаме во чекалната таму? И да не заутре да го почнеме. Па десетина години. Знаете што? Тоа не е моја агенда. Еве, за жал, више не е агенда ни за моите деца. Ние говориме за држава која треба да опстане во тој период. Ке ги немаме луѓето, толку многу генерации, умревме чекајќи го тој ден. Ви кажувам, ја кога ми рекол прв пат дека 2012 година ќе бидеме членки на Европска унија, мисле дека се зеза, дека тоа е некоја зезанција, 2 години, најмал се 10 години после времето кога јас очекував. Еве 25-та дојде, ништо не се менува. Ние сме и повторно тој зачарен круг. Мрморецот го чекаме да излезе. Ви благодарам многу, земав поише време него што треба. Се надевам дека не ви е одмет да чуете малце муабет што доаѓа од реалниот сектор, каде што проблемите се реални, а не се само вака виртуелни. И не сакам да го политизираме ова, не сакам ни мојот коментар да го третирате како напад на никого. Јас само сакам да го чуете како апел, дека државата мора да ја подобриме, биле или не биле членки на Европската унија, заради нас самите и заради нашите деца, што сакаме да се ги вратиме назад. Благодарам многу. Ви благодарам. Повелете.